Екстремно ниските температури носат низа проблеми, како во сообраќајот, така и по здравјето на луѓето. Имено не станува збор само за настинките, грипот и скршениците, туку и смрзнатините како повреди се крајно опасни. Лекарите појаснуваат дека смрзнатините може да се случат на целиот организам и листите да бидат локални, а настануваат како резултат на повлекување на крвта од периферните делови до едно место, со што настанува огромен притисок. Нормалната температура на организмот, знаеме, од 36 до 37 степени Целзиусови, меѓутоа може да се намали до 28 степени Целзиусови. Телесната температура има 6 стадиуми. 37 до 34, 34 до 32, 32, 30, 30, 28 и така натаму. Како се намалува температурата, така се успорува и биометаболизмот и функцијата, работата на организмот. Свеста веќе се намалува, како се намалува температурата, така и моќта на свеста се намалува, пациентот влегува во длабока кома, неосетливост, свеедно му е, има неодолива голем нагон да си заспие, при тоа ладно време се успорува работата на срцето до екстремни услови, а исто така и респирациите или покретите за дишење се успоруваат и стануваат скоро невидливи. Крајна внимателност е неопходна во вакви случаеви, зашто не е едноставно справувањето од типот самозатоплување на лицето. Совет за тие пациенти кои ќе бидат замрзнати, кои ќе се најдат замрзнати, е не да се тријат со топли предмети и така натаму или со сува топлина да се загреват, туку облеката од организмот полека треба да се слечи, да се покријат пред се со ќебиња, по можност од природен материјал, и полека да се загреваат од прилика 0,5 степени на 1 сат загревањето да оди. Влажна, доколку е влажна, исто така облеката треба да се тргни, најлесно се вади да не се би се оштетила кожата кај тие повреди. Во Европа на налетот на поларниот бран починаа многу лица. Па за среќа, во последните дежурства имав само една пациентка од хипотермија која била сама дома, беше донесен утредента ја нашле, меѓутоа се добро се заврши. Локалните смрзнатини се јавуваат на изложените делови како носот, ушите, прстите и половите органи. Лекарите советуваат никогаш екстремитетите да не ги затоплуваат со триење со снег или топла вода. Дополнуваат дека треба да важи народната за соодветни обувки. Чизмите ја чуваат главата, а капата е само моден детал.